Добар ден, почитувани гледачи, вие сте со мене, јас сум Сашо Ордановски, вашиот домаќин секој понеделник во студио 1, отворено студио на 1 телевизија. Денеска е 5 ноември 2018 година. Времето повеќе личи како да е 5 септември, меѓутоа бидете внимателни, бидејќи сонцето надвор сепак има некакви заби, затоа ќе поразговараме малку покасно во ова вклучување со нашиот еминентен временски прогнозер Славчо Поповски, но во меѓувреме би сакал да ви најавам што следува во текот на денешниот ден, за да го задржиме вашето внимание. Прво ќе имаме еден разговор кој што ќе го завршиме во наредниот половина час со моите колеги за да видиме што носи денот, а денеска денот е подеднакво динамичен како и секој ден во Македонија работен. Потоа ќе одиме на студио 1 во 15 до 3 часот, значи во 14:45. Мои гости ќе бидат Мери Јордановска, колешката, и активистката граѓанска и советникот во град Скопје Драгана Велковска. Со нив ќе разговараме за третманот на кучињата скитници во Скопје, бидејќи таа тема, особено после протестите кои што се одржаа вчера и кои што беа со бројно присуство на граѓански активисти и љубители на животни, врти се повеќе внимание, особено затоа што тој проблем се чини како споро или речиси никако да се решава. Потоа ќе одиме со мојот колега Дејан Андоновиќ, со кого ќе поразговараме малку за утрешните избори во Соединетите Американски држави, бидејќи тој тип на midterms, што ги викаат избори, тоа значи на половина на мандатот од американскиот претседател, секогаш се многу интересни, а утрешното избирање ќе има и некаква историска димензија, бидејќи практично јасно е што од сега дека ќе биде референдум за досегашното владење на американскиот претседател Трамп. Негдека потоа ќе следуваат нашите рецепти, бидејќи е кујната со Маја која што готви, за да поминеме на една многу интересна тема за која што воведот малку подоцна и во овој термин ќе го направиме. Темата е зошто менталните болести во Македонија се кријат под тепих, зошто за тоа јавно не се говори, додека во меѓувреме некои други, да кажам, исто толку непријатни болести добија право на јавност во Македонија и преку тоа ја издигнаа својата важност во незиниот третман како тема, во третманот на државата, во третманот на здравствените власти, додека за менталните болести некако се говори под некаква строга ординацијска контрола. Мои гости ќе бидат професор доктор Димитар Боневски, кој што е претседател психијатар и претседател на Сдруженијето на психијатри на Република Македонија, и ќе биде докторка Тања Ристевска, кој што е претседател на Сдруженијето болни од шизофренија Серенита. А јас во минатиот викенд бев и во Охрид, каде што снимих некои прилози, некои од нив ќе одгледаме, бидејќи во Охрид се одржуваше Конгресот на психијатрите на Македонија, на исклучително интересна, да кажем, едно интересно собирање, дури за аматери во медицината како мене, но таму навистина се покренаа некои многу занимливи работи, кои што се надевам дека заедно ќе ги прокоментираме. Во тој блок предвидуваме една ексклузивна репортажа која што ја направи колегата Антонио Крстевски, кој што беше викендов во посета на специјалните единици на македонската армија, ренџери и волци. Ренџерите, некој од вас може би слушна, некој од вас може би паметат, минатата недела пред 10 денија освоија високо второ место на една од најтешките војни вежби во западниот блок во Британија, каде што покажа способности и вештини кои што се рамо со рамо со своите колеги од целата алијанса на НАТО. После тој блок од 17 часот следуваат нашите редовни содржини. Малку Вучич ќе ве вози низ автобус, потоа ќе го имате ексклузив со Стефан и Нина, кои што ќе ви кажат што се случува во светот на да кажем шоу бизнисот и во македонскиот свет на македонските селебритис во тој бизнис. Потоа доаѓа нашиот незаменлив Сергеј, кој што ќе ви мафта со мечот и ќе рецензира, се плашам повторно, некои кои што немале толку добра среќа да бидат облечени како што треба, сликајќи се за Инстаграм и за Фејсбук. И потоа следува нашата една минута со Јана. Тоа е еден разговор кој што секој ден го практикуваме работен за да можат нашите гледачи да се вклучат и да ги коментираат настаните. За вечерната, после серијата, вечерната дебата да ја посветиме на две, ми се чини, многу интересни теми. Првата е една исто така се надевам атрактивна репортажа која ја направи нашиот колега Христијан Баневски, а се однесува на
новото движење кое се појавува во Македонија во врска со богот Перун. Богот Перун е врвниот словенски бог, една митолошка личност и така натаму, која што во денешно време доживува и разноразни политички димензии, неговото, да кажем, реактуализирање. За да објасниме сите овие околности, нема да ни помогне само колегата Христијан Баневски, туку и професор доктор Милан Ѓорѓевиќ, кој што е професор по теологија и филозофија на Скопскиот факултет за теологија, а со кој ќе се обидеме да ги отвориме некои од овие верски аспекти, па и други аспекти кои што се врзани за ова. Во последниот дел од тој дебатен термин, вечерот 21:30, со мене во студиото ќе биде господинот Зоран Ангеловски, новиот директор на ОТА. Тоа е онаа агенција која што има за задача да го прекине неконтролираното прислушување на и следење на електронските и телефонските комуникации во Македонија. Како што гледате, имаме еден густ ден пред нас, но за да го започнеме тој ден, предлагам прво да одиме со нашиот Славчо Поповски, кој што овдека ни глуми дека е во средлето, иако сме на 5 ноември. Славчо, што е бе со ова сонце, ова не е јасно. Јас до душе глумев дека ето па сега кашлам и имам марамче овдека со мене, бидејќи стаби да кивам. Што се случува со времево? Значи, и понатаму ќе го имаме ваквото време. Значи, понатаму ќе бидеме под влијание на висок воздушен притисок, значи, кој е со центар над североисточна Европа и ќе условува стабилно суво време. Иако вечерта среда кон четврток има услови за послаби локални врнежи, претежно на југозападот од државава, но ништо посебно. Две работи ме интересира, Славчо. Каква ќе биде зимата? Бидејќи влегуваме веќе во зима, а зима нема. Така. Значи, најпрво да кажеме дека до крајот на овој месец не очекуваме некое поголемо заладување, што значи овој месец ќе биде значително посув од вообичаеното, како и релативно топол. Барем за сега најави за снег немаме. Ова не се случувало на нас за години, претпоставувам, вако високи температури, барем јас колку што памтам, негде као од 80-тите, можда и 90-тите. Веќе 10 на 15 години. Во Албанија се регистрирани рекордно 32 степени. Неверојатно, можда и се бањале луѓето на плажа. Така. Второто што ме интересира е, Славчо, што ќе се случи со водни резерви? Бидејќи ова се времења кога треба дожд да паѓа. Ако немате во најавите снег, што ќе правиме ни едната прогат па и зимово? Па сега доколку нема, значи, некои поинтензивни врнежи, тоа ќе биде лошо, значи, суша. Сега ова што штедиме на грејање, после ќе го плаќаме со увоз на електрична енергија. Март, април, мај. Март, април. Зимово како се предвидува? Ќе има снег зимово? Ќе се... Па според најновиве анализи, би требало да е нешто малку потопло од вообичаеното и посува, значи, треба да биде. Со однос на претходните прогнози кога ги издадовме, кога укажуваше на тоа дека ќе биде релативно студена и врнежлива. Значи, овие скијачеве наши зимово да се подготвуваат да собираат боровинки, капини, шумски јагоди, а не да скијаат. Така ми изгледа. Славчо, благодарам, ти ќе бидеш со нас и со еден ден телевизија, практично цел ден и во информативните емисии, така што мислам дека добро ја следиме целата таа дневна ситуација и развојот на временските прилики во Македонија и во регионот. Игор Стефановски, нашиот прославен судски известувач, кој што Игорот подигнавте ли камп пред судот, бидејќи таму сте една екипа од разни медиуми кои што со денови седите пред судот. Што се случуваше денеска во Кривичниот суд во Скопје? Добар ден, Ордановски, добар ден за гледачите на 1 ТВ. Денеска повторно низата судски рочишта во Скопска единица. Рочиште за 27 април, рочиште за Титаник, судење за шамарите во центар, на поранешниот премиер на 2 судски рочишта, неговите адвокати на 3 судски рочишта, распостраднати на сите страни низ судска палата, ако може да се каже, во Кривич. Груевски, гледам повестите што ги читав на тикерите. Тикерите се оние старите телеграфски, да кажем, што излегува хартии во кои што се денеска се чита на интернет, нема веќе тикери. Гледам дека Груевски одмавна со рака кога се обидале некои новинари да го прашаат што се случува со неговото одење во затвор бидејќи доби пресуда и така натаму. Што се случува со сето тоа? Кој е сега маневарскиот простор што го има бившиот премиер? Така, се обидовме по завршувањето на судскиот процес Титаник за изборните нерегуларности да му поставиме
поставиме неколку прашања на поранешниот премиер Груевски, меѓутоа тој ниту даде одговор на некаква прашања, сосема баш на последното одмавна со раката и веднаш замина кон старата зграда, бидејќи Титаник беше во новата зграда. Се уште се поделени и старата зграда и новата зграда на кривичен суд, бидејќи има во фаза на преселба во судот. Преиде на другото судско рочиште Шамари во центар или на Титаник ја доби всушност одлуката по неговата испратена молба до кривичниот суд со која што бараше одложување на затворската казна. Му се отфрли уште во петокот, беше и ние бевме информирани како новинари од страна на кривичниот суд со официјална верзија и соопштенија. Всушност од денеска течат роковите од 3 дена, според адвокатите пак течат од утрот како веќе странката ја го добила решението, односно до утрешниот ден. Сепак тука може да се констатира дека се газат роковите и се преминуваат роковите, односно рокот 8 ноември кога всушност беше впишан дека Груевски треба да се јави во затвор. Таму има некаква постапка, може да искористат и по пошта препорачено да праќаат писма, па тој рок важи и така натаму. Таква беше праксата со првичното, од како го доби Груевски патниот так, првичната молба ја пиша и ја испрати последниот ден преку пошта, па дури 24 часа подоцна кривичен ја доби молбата за подоцна по 3 дена да одлучат. Претпоставувам дека и овој пат ќе биде таква праксата за максимално да го искористи како Груевски како одбрана со неговите адвокати последниот термин, бидејќи правото кога поднесуваат жалба според законот за извршување на санкции, жалбата го одложува извршувањето на затворската казна. Значи ова значи дека на 8 ноември можеби Груевски нема да оди во затвор, бидејќи тој е последниот ден, тогаш ја поднесува жалбата, ако пристигне наредниот ден во судот или денот во судот, што значи дека има дополнителни 3 дена кривичниот совет на Скопска единица да одлучи дали Груевски да оди во затвор или не, а тука ќе биде вметнам, предпоставувам, друг датум кој би го одредиле Советот од тројцата члени. При тоа одлучување. Да, при тоа. А каква е оваа постапкава за Врховен суд, бидејќи има уште една крајна мерка да се жали до Врховен суд? Мислам дека тоа веќе еднаш сме го искусиле како држава, како правен систем Бучковски на тој начин го одложи своето. Се уште има судски процеси со Бучковски, бидејќи Врховен ги враќаше предметите, не ја изврши затворската казна. Случајот со Груевски пак за одлука до Врховен, предметот таму не е ни стигнат, е на чекање предметот. Тоа е заради на врска со Гордан Јанкуловски и така. Токму затоа предметот е пишан на чекање во кривичниот суд, бидејќи додека од самиот кривичен суд ја испишат, сега немам точно проверено дали е веќе изготвена пресудата, дали е испратена до конкретно до Јанкуловска, бидејќи постапката беше за неа раздвоена, па отпосле да поднесе жалба на пресудата, па за во кривичен да се комплетира целосниот предмет и со Јанкуловски, и со Груевски, и со поранешниот помошник министер во МВР Ѓоко Поповски, за отпосле судот да ги испрати до највисокиот Врховниот суд, па таму да го Кривичниот совет на Врховниот суд. Тоа се 5 судии во Врховниот суд, начело со Јово Вангеловски, и таму не се знае какво ќе биде тоа гласање. Таму со просто мнозинство 3-2 или 3-2 или 2-3. Што се случува со Титаник? Тој процес е мамутски, маратонски, денеска повторно се преслушуваа снимки? Така, денеска успеа во судот да се слушнат 50 на телефонски снимени разговори. Имаше нешто интересно? Интересно се извојува моментот со звонењето за барањето на авиони за гласачи да дојдат и да гласаат во Македонија. Станува збор за 2 авиони, еден од Швајцарија, еден од Италија. Моментот е интересен што и луѓето кои што сакаат да кои што ќе ги носат всушност или ги носеле со авионите во 2013 година за време на локалните избори, е моментот што им било понудено да слетаат во Македонија во недела, но тие сакале во сабота. И тука така. И тука моментот беше со поранешниот министер за транспорт и врски Милена Киевски да звони други телефони да кажува дека не сакаат во недела, сакаат во сабота. Моменти кога вработени во државни институции му даваат списоци, па тој ги проверува. Се тоа се слушна на телефонските разговори и како и од страна на Јанакиевски, така и од страна на Јанкуловска. Се разбира и 27 април продолжува судењето, ако не се лажам. Денеска исто така гузден и за тоа. 27 април веднаш продолжи по Титаник, бидејќи во Титаник има еден обвинет кој што обвинет всушност во 27 април станува збор за вработениот во агенцијата за разузнавање Мунир Пепек, така што веднаш по завршувањето на Титаник продолжи 27 април кај други судички совет.
Моментот продолжи со доказна постапка. Процесот 27 април се презентира во судот видеоматеријал со идентично действие на обвинетите, но од друг агол на собраниски ходник, кој што толпата се гледа како се движи кон през салата во собранието. Еве, јас се извинувам, денеска ќе кашлам веројатно из целата програма, бидејќи Славчо не излаже дека ќе биде топло надвор, а надвор има всушност е и ладно. А морам и една мала критика со колегите пред Кривичен, постојано дека сме таму Вели Ордановски за кампот, што го немаме поставено всушност, дека е поладно од колку тука. Се прогнозите. Или како што се прогнозите. На крајот падна интересот за ова за шамарите во центар, бидејќи и тоа судење во тека, ако не се лаже. Така Груевски од Титаник појде на друго судење на из Шамари центар веќе со кодовите. Се ме сите испомешани, негодуваше на прочетокот на главната расправа во однос на тоа дека целиот адвокатски тим е распореден на другите сите судски рочишта, бидејќи истите тие адвокати се и бранители во случајот 27 април. Колку адвокати има Груевски? Останале 6-7 или повеќе помалку? 6 има за Титаник изборните нерегуларности, за насилство во центар не сум сигурен. Добро. Но најмалку два верувам дека. Да. Добро, Игор, јас ти благодарам. Јас мислам дека на линија ја имаме колешката Весна Велкова, која ни се јавува од собрание. Весна, дали се слушаме? Да, се слушаме. Весна, ние одека малку се расприкажавме со колегите и околу времето, и околу судењата, тоа му доаѓа скоро се исто, бидејќи Така. Утре се очекува, се очекува утре и комисијата за мандатно имунитетни прашања. Да заседава. Да, заседава така. Кажи ми, Весна, денеска во собранието почнува ли расправата за уставните, продолжува ли, како се случува ова? Што се случува денеска во собранието? Денеска се случи единствено координација кај спикерот Џафери. Требаше да биде, се очекуваше да биде формирано координативното тело за помирување, но тоа не се формираше. Кај собраничкиот спикер Џафери не дојде представник на независната пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Оттаму велат дека поради врските околу гостинот од Австрија не биле во состојба да присуствуваат. Координаторката Елизабета Канчевска-Милевска била на средба со претседателот на Австрискиот национален совет Волфган Соботка. Според собраничкиот спикер Талат Џафери се очекува негово формирање наскоро. Да слушнеме сепак овдека што зборува Џафери. Изјавата и на премиерот и на претениците по однос на формирање на тело за помирување, како што известував порано, во координација редовна, значи е отворено прашањето и се работи на тоа да се определи, значи групата во кој состав ќе биде, кој ќе ја води и во тој контекст, значи работиме, се надеваме после денешната координација ќе имаме и поконкретна информација околу тоа, околу текот и со тоа да се дефинира дали до крај по кој правец, значи ќе води работата на соодветното тело. Од ВМРО ДПМН еве накратко што рече координаторот Никола Мицевски, тие и денеска потврдија дека нема да учествуваат во ова тело за помирување и најавија дека сепак ќе ги прифатат неговите одлуки доколку во нив нема селективна правда. Да го слушнеме овде Мицевски. Доколку господинот Зоран Заев навистина сака да има национално помирување, треба да бидат ослободени институциите да можат да работат без притисокот кој што оваа власт во моментот го прави на сите институции во Република Македонија, вклучувајќи ја и судската. Во координативното тело за помирување ВМРО ДПМН нема да учествува од причина што со истото ќе председава човекот кој што на срамен начин беше избран на местото во собранието на Република Македонија. На очиглед на целата македонска јавност со кршење на деловникот и процедурите за избор, меѓутоа ВМРО ДПМН може да каже дека тоа координативно тело кое што ќе работи на помирување, доколку донесе одлуки, ставови кои што ќе бидат прифатливи за ВМРО ДПМН, а тоа значи неселективна правда и можност за учество и праведност кон сите учесници во настаните, ВМРО ДПМН ќе ги поддржи одлуките од истото тоа тело. Да, како што кажав на самиот почеток, гостинот од Австрија денеска се сретна со спикерот, но имаше и обраќање во парламентот. Волган рече дека за промените на уставот потребни се храбри чекори од страна на пратениците.
Потребна е веродостојна перспектива за влесно и потребни се напори. Сметам дека по изборите за Европскиот парламент на пролет во 2019-та, уште во текот на летото следната година ќе почнеме преговори за членство со Македонија. Верувам дека поглавјата брзо ќе се решаваат и од Европската унија мора да ги направи овие чекори. Ова го реже Соботка од собраниската говорница, но пред тоа, како што реков, имаше средба со Џафери и по таа средба на новинарско прашање, значи прашањето беше што доколку и покрај исполнувањето на врските од Престанскиот договор од страна на Македонија, Грција не го заврши својот дел. Еве накратко да слушнеме што Соботка одговори токму на ова прашање. Јас јасно ќе кажам дека стратегијата за Балканот на Европската унија пропишува јасни процедури на постапување. Како што знаете, на Грција и треба поддршка од Европската унија и тоа на различни нивоа, така што како што веќе нивниот претседател јасно кажа, ќе има преговори, ќе има разговори, но Грција ќе постапи по своите обврски. Затоа се овде присутни Европската комисија, Европскиот совет кои што ќе помагаат во овој процес и по парламентарните избори идната година ќе може да се отпочне со проширување. Европската унија секогаш беше еден одговорен партнер за Грција во тешките периоди што таа ги преживеа, не само во текот на финансиската криза, туку и она што го доживеа тие со бумот на миграцијата, на мигранти. Европската унија секогаш била добар партнер и јас сметам дека и Грција ќе биде добар партнер и одговорен партнер за Европската унија што се однесува на оваа тема. Тешките периоди што... Да, уште накратко дека утре во Комисијата за мандатно имунитетни прашања ќе се разгледува барањето на судот за земање на мандатот на пратеникот Груевски. Во петок на седмицата за ребалансот на буџетот се очекува на дневен ред да се најде токму и оваа точка. Инаку попладнево се очекува координација на пратеничката група на ВМРО ДПМН околу тоа да зазема став како ќе се однесуваат по однос на амандманската расправа. За сега толку студио. Весна, јас имам неколку прашања, ако ми дозволиш, бидејќи мислам дека ќе бидат интересни. Прво, гледаме дека ВМРО ДПМН официјално не сака да учествува, поставува услови кои што се практично несправедливи за да учествува во таа комисијска расправа за помирување. Каква е нивната стратегија, се зборува ли таму, бидејќи простру една вест во јавноста дека за време на викендов е направен специјален штаб во ВМРО ДПМН кој што треба да подготви стратегијата за нивниот настап кога ќе се отвори амандманската расправа за уставните промени. Има ли такво нешто, се случува ли нешто на таа линија во парламентот, има ли во собранието таква некоја атмосфера? Да, накратко денеска процуе информацијата дека токму попладне во собранието пратеничката група на ВМРО ДПМН ќе ја одржи оваа координација и ќе заземе став токму по ова прашање што и како понатаму околу амандманската расправа. А за телото најверојатно тие се повикуваат на оној закон за амнистија кој го доставија во собранието, бидејќи според нив само доколку нема селективна правда, тоа подразбира амнистија за сите учесници на 27 април, би биле задоволни само со такво помирување. А ставот околу амандманите се уште не се знае. Има различни толкувања на нивниот мог во моментов. Едни викаат дека ќе настапат со огромен број на амандмани, но сепак треба да почекаме и да го видиме тој став. Инаку амандманската расправа мора да има рокови, мора да заврши во рок, така да и да се поднесат и многу голем број на амандмани не може да биде блокирано понатаму со најновите измени во собранискиот деловник. Весна, јас ти благодарам, ти ќе останеш, се разбира, цел ден во контакт со информативната редакција и ќе ги слушаме твоите извештаи и подготвени прилази за наредните информативни емисии. Благодарам, Весна, се слушаме подоцна. Јас би сакал сега да ве повикам во најава на оваа дискусија која планирам за попладне во 5 часот, каде што ќе разговараме за тоа дали менталните болести имаат право на јавност во Македонија. Би сакал една изјава која што ја сними во Охрид со доктор Стојан Байрактаров, тој е директор на психијатриската клиника во Скопје, но истовремено и претседател на Комисијата за ментално здравје на Република Македонија, со кој како еден од соговорниците таму на Конгресот во Охрид разговаравме, како вовед за она што ќе го направиме во 5 часот со гостите во студиото. Режи, ако имаме на Байрактаров изјавата, би било убаво да отвориме таа тема сега.
Оно што е во последниот период што се случува во Република Македонија е дека секако дека со подобрувањето на фармакотерапијата и можностите за третман на менталните расстройства, значи се намалува и стигната, се гледа дека тие се лекуваат. Нели едно од парадигмите кои се многу чести, на пример за депресијата или крилатиците кои често ги употребуваме е дека депресијата се лекува. Исто се лекува и шизофренијата, се лекува и биполарното афективно расстройство. Меѓутоа, стигмата доаѓа од јавноста, значи од генералното мислење, кое треба ние сите да влијаеме, почнувајќи веројатно од нас психијатрите, меѓутоа и од сите што се вика на англиски лидер opinion, тоа е со ние личности кои креираат јавното мислење. Треба да се работи на јавната смест. Значителни промени во овој сектор беа направени по почетокот на 2000-те години, кога проектот или реформите што беа провоцирани и водени од Светска здравствена организација во Македонија вклучува и значително вклучување на јавноста и антистигма кампањи за промовирање на менталното здравје и кампањи за подигнување на јавната свест. И во тој период, значи, имавме доста успешни акции кои се гледа и преку настапите и преку научни истражувачки работи кои ги го пративме јавното мислење. Меѓутоа, во последните години некако се вративме назад целокупно во реформите, па и во оваа сфера. Така да, во последната година, може да кажем, она што се случува е дека имаме значителна поддршка од државните институции, пред се од Министерството за здравство, кое не поддржа да направиме национална стратегија од нас професионалците, национална стратегија за промоција на менталното здравје и таа стратегија да ја спроведе низ институциите и да биде официјално усвоено од владата на Република Македонија. Во таа национална стратегија главен аспект може да кажам дека се начинот третман, меѓутоа и човековите права на лицата со ментални болести, во кое вклучително и оваа што ние сега го збориме, нивното право на нормален живот. Значи тука се сите оние термини што ги употребуваме со години. Деинституционализација, ресоциализација, реинтеграција во општеството, кои термини не се возможни ако не работиме на општата свест и ако нема прифаќање од заедницата. Со фондот за здравствено осигурување во кој не очекуваат или во кои сме во преговори за многу суштествени реформи во полето на ментално здравје, вклучување од начинот на финансирање, значи да не биде аспектот на финансирање на хоспитала, туку да биде на институции во заедницата. И ако отвараме такви институции што ќе ги промовираме со Фондот за здравствено осигурување со Министерство, мораме да работиме и со заедницата, да знае зашто се работи и да ги прифати тие луѓе. Со новите лекарства имаме многу поголем степен на ресоциализација, тие се многу поефикасни, имаме многу помало намалување на симптомите на болеста и многу помалку што е значајно нус ефекти. Не се исто дали употребуваме стара генерација на лекови, во кој пациентот ќе биде згрчен или ќе има нус појави, или нова генерација на лекови во кој он нема воопшто проблеми со тие лекови. Значи, Фондот за здравство не поддржува и во оваа сфера и имаме на клиника можности за определена група на пациенти во кои ја имаме и таа современа терапија. Моментално, значи се надвам многу брзо дека ќе успееме да го финализираме и следниот пакет за уште понов лек. Сега зборам за лицата со поизразени ментални расстройства. Во однос на третманот со депресија, афективни расстройства, имаме широк диапазон на лекарства кои се, како што гледаме како и на нашата конференција сега, на која имаме гости од странство и на конференциите кои ние ги посетуваме, не сме далеку, тоа сме многу близко до стандардите кои ги има и во западноевропските земји. Не сме далеку во лекувањето, но далеку сме во пристапот за тоа менталните болести да станат дел од нашето секојдневие и да нема потреба луѓето кои што имаат разни расстройства да се кријат по дома, а и целата заедница на известен начин дури да се срами од нив. Затоа ќе разговараме во 5 часот попладне, а јас ви најавам дека следува рекламен блок, а потоа и вестите на Еден телевизија. Останете со нас, јас сум Сашо Ордановски, вашиот домаќин како и секој понеделник.
Metropolis, broj 1 radio mreža. Кафетин Колд, ефикасна комбинација за ублажување на симптомите на настинка и грип, ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрацијата од носот и ја ублажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.